Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. По мноштвото реакции од земји членки и функционери на Европската Унија против раздвојување на Северна Македонија и Албанија, еврокомесарот Оливер Вархеј, кој ја предизвика бурата, денеска иронично коментираше дека е многу среќен што слушаот и државите членки се навистина подготвени за закажување на првите меѓувладини конференции со двете држави, бидејќи тоа досега не било толку јасно. Навраќајќи се на својата изјава за можно раздвојување, Вархеј рече дека тоа е само кажување на очигледното. Ако не можеме да постигнеме договор за двете земји, ова прашање неизбежно ќе се наметне, рече и денеска комесарот од Унгарија на заеднички панел со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во рамките на економскиот форум Делфи во Грција. Димитров од своја страна рече дека ќе му биде тешко да зборува за европска перспектива пред граѓаните на земјава ако ЕУ не го испорача ветеното. Застојот во македонските евроинтеграции во контекст на настаните изјавите од последните денови, како и во контекст на политичката криза во соседна Бугарија е темата за која вечерва ќе дебатираме со поранешниот вице-премиер за европски прашања Васко Наумовски и истражувачот во оваа област Љупчо Петковски. Пред разговорот, реклама. Гледате 360 степени. Иако мнозинството анализи на околностите велат дека застојот на Северна Македонија во евроинтеграциите ќе потрае, има и такви кои се уште зборуваат за шанса за пробив до крајот на јуни за време на португалското претседателство. Имаат ли реална основа ваквите предпоставки ќе биде едно од прашањата за кои вечерва ќе разговарам со екс-вице-премиерот за европски прашања и амбасадор во САД, Васко Наумовски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Инаку професор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. И Љупчо Петковски, ве најавив како истражувач во оваа област и за вас можам да редам повеќе и образовни и други референции, се надам доволно е тоа. Таман. Благодарам. Како вовед во дебатата ќе видиме сегмент од денешниот панел на оваа тема на економскиот форум Делфи во Грција. Вице-премиерот Никола Димитров цитираше твит на премиерот на Албанија во кој Еди Рама вели дека дискусиите за почетокот на преговори со Европската Унија на неговата земја и на Северна Македонија го потсетуваат на делото на Семуел Бекет, чекајќи го Годо, во кој главните ликови Естрагон и Владимир никогаш не го дочекуваат Годо. На панелот учествуваше еврокомесарот Оливер Вархеј, а го модерираше нам добро познатиот професор од Грција Јанис Сармаколас. I will quote from a statement of yours, recent statement of yours, quote, if we run into difficulties again with North Macedonia, then the question will emerge whether we can move forward with Albania only. Decoupling might be an option, yes. Now, after this statement, the prospect of possible decoupling has been swiftly rejected by Germany and more recently by several other countries, including, as I understand, Greece also. The question is, however, and this is a bit confusion in my mind, and I believe to many others, whether there is two opinions in the European Commission. What is specifically the opinion of the DG NEAR, the Directorate General for European Neighbourhood Policy and Accession Negotiations, on this issue? Are you of the opinion that if both Albania and North Macedonia cannot start accession negotiations, it's better that at least Tirana start, so to say, one better than none? Or you have a different opinion? And is there a unity of opinion in Brussels, in the Commission, on this issue? I'm very happy to hear these statements. That confirms that then the member states are ready to actually have the first intergovernmental conference or the actual first negotiations on the accession of both countries. This is very good news. I'm very happy to hear that. So far, this has not been so clear. So for me, this is a positive development on the basis of which we are ready to work. We still have
number of weeks ahead of us. I do hope that in June we should be able to have agreement on both countries. But you need to know that we will need all member states to agree. This is how the process is. And this is what we are working on, to obtain the support of all the member states on both countries. Now, referring back to my statement is just stating the obvious. If we cannot manage to get agreement on both countries, this question will inevitably come to the fore. And we will have to have an answer on that at that time. But for the time being, we're working for both of these countries. So North Macedonia is still in the waiting room, as we all know, for starting accession negotiations, while the current main blocker, which is Bulgaria, is not expected to have a government, functioning government, before midsummer at best. So is this deadlock really impossible to overcome in the coming months? It is true there is a caretaker, an expert government, new elections, 11th of July, but there are also presidential elections in the fall. And if we wait until the end of the year, then there are other important elections in various member states. So I think after all this time, we don't have the luxury to simply say, let's wait. I think we have to try to seize the moment, to find a way to overcome the obstacle. We've tried. There were efforts by Commissioner Varhey, by the German presidency in the past. We have the Portuguese presidency now, that a country that is an honest broker. They're far from us. And I think we have an opportunity to return the momentum of the European idea in the Balkans, because we are very close to losing that momentum because of this failure and because of different layers of disappointments on other issues. For me, as a person who is a member of the cabinet in Skopje responsible for European integration, I will really find it increasingly difficult to talk about the European perspective if the EU doesn't deliver, because then we cannot deliver to the people. Овие 5 минути дебата, мислам дека се инспирација за многу прашања. Ироничен е Вархеј, Петковски, и вие така го разбирате? Да, ироничен и јасен, доста јасен. Да појасниме, не знам, и за граѓаните. Мислам, на реална основа е таа иронија? Да, пораката што ја праќа е дека всушност тој има чувство дека можеби бугарската позиција, која што е представена во моментов како единствениот проблем, е всушност на некој начин кринка за позициите на другите држави кои што имаат резерви кон проширувањето и кон тоа, нели, да тече тој процес брзо. Значи, ја користат други држави Бугарија како изговор, значи они како некој што ја прави волканата работа за нив. Ќе се вратам со прашање Нумовски, на ист начин го разбирате Вархеј и вие? Да, не е тајна дека не само оние држави што отворено се противат на проширувањето се во суштина противници на овој процес, туку постојат и други држави кои што се зацкриваат зад ставовите на оние кои што тоа отворено го прават. И мислам дека и во минатото сме го имале тој случај, го имаме сега и веројатно ќе го имаме во наредниот период. Зошто, тогаш моето следно прашање е, Македонија се крена толку гласно против раздвојување? Оти сигурни ли сме во таа смисла дека кога на дневен ред ќе дојдат заедно Северна Македонија и Албанија, Холандија, Данска, па и Франција ќе се согласат со почеток на преговори со Албанија? Оти некако се вртиме во таа спирала. Едно време, нели, беше Македонија што отворено, што полуотворено се лутеше за тоа што држави членки инсистираа на пакет. Така, тоа сака да кажам. Македонија и Албанија. Сега обратна е ситуацијата, има изрази на лутење, на реакција од оваа страна затоа што некој вели ама па сега да ја чекаме Македонија ко Албанија. Да, сега сме ние, како што напоменавте и како што забележевте, сега сме ние во иста ситуација како што беше Албанија во 2019 година,
година, кога нели Франција имаше резерви кон двете, но имаше малку поголеми резерви кон Албанија, па луѓето, мислам, некои држави стискаа за декаплинг и тоа се истите држави што денес стискаа за декаплинг. Германците беа апсолутно против, затоа што они го гледаат тоа како пакет. Значи они тие сакаат да испорачаат и на Рама и на тукашната влада. Значи дале некакви ветувања, дале некакви инвестирали политички капитал во таа работа. Така што само Македонија и Албанија се смените, иначе актерите, нивните позиции се како исти денеска. Наумовски, има ли шанса една од земјите да тргне на вистина напред или до крај ќе се инсистира на овој пакет, барем за закажување на првата меѓувладина конференција? После, како вела, тоа е регата процес, не е дека сите мора да одат со истите чекори напред. Па мислам дека таа идеја дека двете држави не можат да се раздвојат во суштина може да представува една замка, затоа што секогаш ќе има една премолчена согласност, дел од државите да се противат на напредокот на Македонија, дел од државите да се противат на напредокот на Албанија и се додека тие две држави се држат заедно, во суштина ниту една нема да оди напред. Логичен ли е тој пристап за вас? Барем првиот чекор да се направи заедно, кога веќе ќе се влезе во тој формален процес на пристапни преговори, тогаш секој нека оди посебно. Принципијално би било сите да се залагаат за така наречено индивидуално вреднување на напредокот, што е и наша залажба во изминатите години, но доколку не постои единствена позиција на сите држави членки, не можеме да очекуваме чекор напред, како што гледаме во суштина од тоа што беше напоменато и од комесарот, дека ние во моментот имаме ситуација кога најголем број на држави се за почеток на преговорите, меѓутоа ни треба сите држави, односно потребен е целосен консензус од сите држави членки. Во овој период мислам дека тоа би било преоптимистички да го очекуваме да се случи до крајот на оваа година и за жал не само на случајот на Македонија и Албанија, мислам дека сме во еден период кога Европската Унија не го има проширувањето како еден од своите врвни приоритети. Петковски, политичката состојба во Бугарија, која таму сега е пред нови парламентарни избори, а наесен и председателски избори, оставали воопшто простор, Наумовски го кажа својот став да се мисли дека на некаков краток рок може нешто да се случи. Радев е некаков, ајде да кажеме, може би легитимен представник на политичкиот став на релевантните политички актери во таа земја. Ако Радев е адресата со која што сега се преговара, барем така се слуша, нели? Тогаш дали може да се очекува без политичка влада Бугарија да каже да во еден момент? Не верувам. Не верувам дека без. При тоа мислам дека нешто и да се случи на преговарачката маса, се разбира. Не верувам, мислам дека тоа е значи влоговите се дигнаа до тоа ниво и атмосферата што е поважна, атмосферата и на ниво на општество се затру до тој степен што мислам дека таков јазол може да отплетка само политичка влада, силна политичка влада што има мандат тоа да го отплетка, така што јас не верувам дека би имало некаков пробив, практично невозможно е, додека Бугарија нема политичка влада. Наумовски, Раде веројатно ги калкулира и своите интереси за нов мандат, бидејќи наесен го чекаат и председателски избори. Прашањето е чувствително, тој прилично суштествено влезе во темата, кажува ставови, сака да биде некој кој што се слуша таму. Од една страна вела можеби тоа може да биде плюс на страната на анализите за тоа дека во Бугарија сепак има легитимен представник со кој што може да се разговара, но од друга страна веројатно Радев и тој би калкулирал. Она што можевме да го видиме во изминатите месеци во Бугарија е оној така наречен концепт на доброволно врзување на рацете. Она што бугарските политички партии го направија во парламентот со изгласувањето на соодветните декларации, ги оневозможи сите отстапки од било која влада, барем во блиска иднина. Именно сите партии политички се согласија околу една тврда позиција и никој нема храброст, ниту пак легитимитет да се повлече од таа позиција во периодот што следи. Дополнителен аспект е тоа што
оние традиционални политички партии во Бугарија кои што доминираа на сцената во изминатите десетина години слабеат, се јавуваат нови политички партии и после изборите на 11 јули јас мислам дека парламентот ќе биде толку фрагментиран што ќе биде невозможно да се очекува да се направи политичка влада од партии каде што ќе постои консензус за своевидна отстапка во преговорите кои што ги има со Македонија. Во таа смисла, мислам дека ќе треба да се направи еден напор да се изнајде некакво креативно решение кое што ќе создаде перцепција дека Бугарија со решавањето на овој спор не би отстапила од своите позиции, кои што се зацртани во парламентот, но од друга страна, како одминува времето, мислам дека оваа ситуација со Бугарија и зацврстувањето на незините позиции се повеќе наликува на она што го имавме во нашите односи со Грција и дека и после формирањето на новата влада ќе биде исклучително тешко за нашата влада да најде некаков компромис, а истовремено да ги одбрани оние наши национални интереси. Петковски, што мислите вие? Дали е Бугарија да биде во позиција на Грција? Бидејќи со Грција отвореното прашање траеше долго, ветото во Букуреш беше 2008, првото запирање во ЕУ беше 2009, се до 2018-19 практично кога се откочува тој процес, повеќе од една деценија траеше сето тоа. И да и не. Мислам дека некакво затоплување во односите до некакво затоплување дојде во еден период, така се почна да се отвараат прашањата. Бугарија има еден патронизирачки однос кон Македонија, македонското прашање што има двојна димензија. Тоа значи дека доколку некој те патронизира, може и да претера, но исто така може и да се поистовети со тебе и да ти помогне. Од друга страна, кај нас е првото за сега. Мислам тие работи се менуваат како на лента, нели? Едното па другото и така натаму доколку погледнете наназад. Од друга страна, луѓето што познаваат, мислам проблемот со Грција беше во прв принцип полесен. Со Грција се расправавме за историја што ние никогаш на некој официјално ниво не сме ја имале. Сите што го познаваат спорот за името знаат дека 90% беше за националниот наратив. Ние чепнавме во нивниот национален наратив. Со Груевски и официјално, нели, почнавме да го присвојуваме тој наратив. Со бугарите се расправаме за жива, блиска историја. Значи имаме различни интерпретации, диаметрално различни за многу блиска историја, за историјата од 20-тиот век, за историјата од крајот на 19-тиот век. Има уште живи сведоци за таа историја. Така што тие идентитетски спорови, како што несомнено е спорот со Бугарија, се толку непредвидливи да не знаеме во кој правец ќе отигнат. Затоплувањето на односите меѓу елитите може многу да помогне. Секој од без оглед кој ќе биде на власт во Бугарија, ќе треба својот образ да го спаси. Се чинеше дека за Македонија најдобра опција беше ГЕРБ да остане на власт. Се чинеше дека Бојко и Заев се другари, пријатели, дека имаат топли односи, меѓутоа се видовме како целосно испуштија работата од раце и дозволија односите да се затворат и на ниво на општество. Па сега имаме како ретровести ситуација. Имаме ситуација каде што Заев, нели, кој беше кој што е миленикот на странците поради решавање на билатералните спорови, денес оди во Брисел и зборува за заштита на идентитетот на многу сличен начин на кој што зборуваше Груевски во минатото за заштита на идентитетот и така натаму. Во еден настап, бие сте прилично циничен, да речам, во смисла на тоа дека прво е сгрешена адресата, дека ние немаме проблем со Брисел, со Мадрид, со Атина. Значи целосно е сгрешена. Само погледнете ги наративот на нашите политичари, на Димитров што го пуштивте. Тоа е наратив што ме потсеќа на ретровести. Значи прво има наратив на емотивна уцена. Така, пуштете не, затоа што ако не пуштите на топлото, нас ќе ни е ладно и ќе биде тешко на нашите граѓани да се објасни кому се обраќа. Значи се обраќа некому што реално не може да помогне. Затоа што имплицира дека ако ЕУ се представува себе си за унија на принципи, на вредности. Тоа е така, тоа е апсолутно така. Меѓутоа во политиката работат и на интереси. Интересите се вакви. Кога ние веќе сме во какви што се во моментов и конфигурацијата на интересите. Кога сме влегле во целиот тој процес, тоа требало да го знаеме.
Така, и тоа многу добро го знаеле нашите политичари. Ова испаѓа како да правиме некоја емотивна уцена кон некој што навистина не може да ни помогне. Затоа што политиката не е јасна. Билатерални спорови не се внесуваат. Потребна е согласност со сите држави членки за отпочнување на преговори. Само ова да ве прашам, Софија. дали е ова билатерален спор во класична смисла, ако некој ви, не знам, оспорува право, како јазикот ќе го нарекувате, како себе си ќе се дефинирате? Види, Дали е тоа билатерален спор? Така е. Мислам, истото може да се аплицира за договорот за Преспа, за кој што многу беше фален оваа влада, дека успеа да го спаси на начин што не ни го загрози идентитетот, и ја уште сум убеден. Така, а истиве драми, сега што се прават во јавноста за овој спор, 30 години ги гледавме во однос на спорот со грците. На крај кога се дојде до некое решение, така, видовме дека не е толку страшно и дека споровите се решаваат. Така што, како да ви кажам, јас сум призаситен на некој лично ниво да ги гледаме цело време овие ретро вести. Значи, политичката елита е таа што добила мандат и сама си зела мандат да решава спорови. Повелете, решете го спорот. Кога ги зимате ловориките за добро сработеното, тогаш не делите со јавноста. Не се обраќате на Брисел, тогаш сте вие хероите. Кога ќе дојде проблем, одма станува знаете како се обраќаат кон јавноста, се употребуваат вакви рефлектираме инфантилност. Нашите политички елити, исто како што претходната влада рефлектираше некаква инфантилност, обраќајќи се кон странците да ги стиснат грците и така натаму, истото го правиме и сега. И знаете како, дајте да работите нека слегнат, ќе биде. И на крај најпоразително таа изјава и на Димитров, мене ми е тоа што вика, дајте не, пуштете не, пошто нема можеме да испорачаме. Кои луѓе ве спречува да испорачат? Кој ве спречува да си го средите дворот? Кој ве спречува да кон своите граѓани да имате јасна визија што сакате од државата, да направите консензус со опозицијата за, не знам, стратешките приоритети типа развој, отварање на пазар, развој на бизниси и така, да бидеме побогато, понормално, помалку загадено општество. Значи, мислам дека тие наративи треба да ги пратиме на, како викаат, во историјата. Наумовски, вие бевте во позиција да креирате и спроведувате политики, дали вие би играле вака? А дали ова е своевидно трљање на носот на дел од земјите членки? Еве Петковски смета дека тоа е само едно лошо дежаву кој што во случајот со Грција не даде резултат, дека и сега главната адреса е Софија. Позицијата која што има Бугарија како полноправна членка на Европската унија и правото да го користи ветото како инструмент, делувајќи како полноправна членка, значи дека прашањето, односно спорот, треба да се реши токму со Бугарија. Ние ги имаме симпатиите од Европската комисија, од парламентот, од останатите држави членки. Еве гледаме повторно има надежи од страна на комесарот. Меѓутоа на крајот на денот, доколку не ги обезбедите сите држави членки, вклучително и Бугарија, не можете да ја донесете одлуката. И тоа беше препознаено и во самото бугарско општество, дури и во нивната кампања. Сите тие наши надежи дека некој од страна ќе направи притисок врз Бугарија беа употребувани како демонстрација на моќ внатре во предизборната кампања од политичките партии, велики дека никој нема да ја притисне Бугарија и Бугарија ќе остане цврсто на таа позиција, што видовме дека на крајот и се случи. Би се согласил тука дека владата е таа која што треба да ја преземе одговорноста за овој процес, да влезе со сиот ризик во обид да го реши ова прашање. Друго прашање, дали владата може да издржи дополнителни компромиси после сите оние што беа направени во изминатиот период, но затоа се тие избрани да ги решаваат проблемите, можат во таа смисла да се обидат да направат и чекор, да подадат рака кон опозицијата, да направат консензус, не само со политичките партии, туку да влезат во една поширока општествена дебата, да се искористат сите капацитети, со цел да дојдеме до една заедничка позиција, но дали тоа ќе го направат, останува да видиме. Кој што потекнува од таа структура во и околу ВМРО ДПМН мислите дека актуелното раководство на партијата е подготвено за ваков тип на градење на, да кажем, седржавен консензус околу оваа тема? Постоја
Колку што се сеќавам, повеќе обиди да се стави ова прашање на дискусија во собранието, тоа беше конкретно минатата година, ми се чини. Постојат и други опции кои што може да се разгледаат заеднички и од опозицијата и од власта, Собраниската комисија за надворешна политика, за европски прашања, Националниот совет за евроинтеграции. Меѓутоа, не би требало тоа да се прави само да се задоволи формата дека ете се обиделе да направат консензус. Некогаш можеби тоа треба да се направи и надвор од јавноста, да се воспостават тие канали на комуникација. Примери кои што сме ги имале во минатото, еве кога може да се договорат за некои други теми, веројатно може да се договорат и за стратешки прашања. Не Дивоград би, легализација на Дивоград би и амнестија на некои кои што одговараат за тоа. Веројатно и власт и опозицијата би требало да бидат свесни за тежината на ова прашање, искрено да пристапат кон процесот и да се обидат да дојдат до една заедничка позиција. За жал, тоа не го гледаме во овој момент. Што мислите вие за ова, Петковски? Мислам дека опозицијата нема од минатото досие добро за, нели, и кога биле на власт не покажале капацитет. Мислам, видете, консензус, да, консензус во кај нас во Македонија се прави за кога треба да се направи договор за некаква неказнивост, како што беше договор за легализација. Сега многу лесно се прават консензуси или за амнестии и така натаму. За сите други работи гледаат да си наштетат едни на други, да се искористи секое прашање за да се наштети на противникот, и тоа е некоја култура што си ја имаме со години. Прв пат по 2 години во Советот за надворешни работи на Европската унија имаше дебата за Западен Балкан, се случи пред некој ден. Што може да е добар сигнал, но нема ефект од тоа. Некако само зборови на утеха, само зборови на ветување, од што, како што веќе констатиравме, сите овде веројатно се уморни. Следуваат избори во Германија, па избори во Франција. Петковски, дури владата во Германија сега е слаба влада. Таму зелените се со најдобар рейтинг пред есенските избори. Во смисла на однос кон прашањето за проширувањето, зелените не би значеле никаква промена, дури ако зборуваме за промена, таа може да биде во позитивна смисла, бидејќи се прилично гласни, јасни, отворени за таа тема, но велам, германската влада во моментот се смета за слаба влада. Да, тоа е дополнителен проблем. Значи, живееме во време на залезот на хегемонијата на Меркел и на незината политика. Значи, незината партија за прв пат после деценија и повеќе од деценија е падната, нивниот рейтинг е паднат под 30%. Сега се негде околу 25%. Пред година дена, нели, со доброто справување почетно на кризата беа на 40, ми се чини. Така што таму се случуваат некои тектонски промени. Социјалдемократите во Германија мислам дека се негде трети, со голема шанса да го изгубат местото и да бидат и четврти. Зелените имаат голема шанса да добијат, така што тоа се промени, не знаеме како ќе се промешаат картите. Меѓутоа тоа што можеме да видиме, тие проевропски сили што се насочени позитивно кон проширувањето, очигледно ќе бидат дел од новата влада во Германија. Не би било проблем. Веројатно како ќе наближуваат изборите во Франција, може дел од работите заради тоа да стагнираат, ако овде на оваа патека со Бугарија се случуваат позитивни работи. Може да се договориме со Бугарија, па повторно има големи држави да се сменат динамиките. Мислам, тоа е така функционира динамичкиот систем на Европа и на Европската унија функционира на тој начин. Интересите се менуваат, меѓутоа се додека тие партии од естаблишментот, мејнстрим партиите се на власт, не би требало да има големи промени во однос на националните политики. Боже мој, ако добие Ле Пен, што не е многу веројатно, нели, добар ветар во грб, така тоа би можело дополнително и не знам позициите на мејнстрим партиите да ги радикализира и да ги направи. Ле Пен, веројатно Макрон ќе може да се воздржува некакви потези до. Така функционира политиката и не е дека ние можеме многу да сториме во однос на тоа. Ние треба нашата позиција да градиме и да сме доволно умни, паметни, договорени да не ја трошиме енергијата на сите фронтови, затоа што немаме толку многу енергија, треба паметно, ефикасно да ја трошиме. Кога велам енергијата, мислам на дипломатската, мислам на општествената и така натаму и така натаму.
натаму. Исто не треба забораваме дека живееме во година кога проширувањето и да било приоритет би излегло од агендата, затоа што до Бога се бавиме и цела Европа се бави со тоа да се преживее, да се врати животот во нормала, да се вакцинираме, да се ублажат мерките, така што нормално е приоритети да не се насочени на драмите меѓу Македонија и Бугарија или не знам кој како се чувствувал однос на Гоце Делчев и така натаму. Наумовски, како гледате вие на поврзаност? Има ли поврзаност меѓу ова што ја очекува Германија, ја очекува Франција во следните месеци, ова што е амбиција на земјава, еве и на соседот Албанија? Ниту една политичка партија во овие држави кои што ги споменавме нема да си го дозволи тој луксус незината доминација или внатрешно политичка состојба да биде загрозена од некое прашање поврзано со проширувањето. За жал гледаме дека во одредени држави членки јакнењето на таа десница веројатно ќе значи воздржување од политики кои што ќе значат поддржување на процесот на проширување. Новите партии, не само во Германија, туку и во други држави членки на Европската Унија, може да донесат некакви нови ставови поврзани со овој процес. Она што го гледавме изминатите месеци, а беше поврзано со дистрибуцијата на вакцините, например, не оди во прилог на тоа дека се уште постои таа солидарност на Европската Унија со државите од регионот и тоа што впрочем беше неодамна нотирано во еден документ внатре во Европската Унија дека после сите тие процеси слабе расположението за проширување во државите членки на Европската Унија, а од друга страна расте разочараноста на граѓаните на државите од Западниот Балкан. Но сепак јас мислам дека ако ги анализираме изминатите 20 на години, секогаш имало периоди кога проширувањето било повисоко или пониско на агендата и секогаш како алтернатива ние го имаме оној дел дека треба да исполниме што е можно повеќе од критериумите, иако формално ги немаме започнато преговорите. Значи, ние треба да продолжиме да демонстрираме видливи резултати во борбата против корупцијата, да имаме подобро здравство, подобра инфраструктура. Ама тоа е тешко без тој пристапен процес. Секако, но не е невозможно. Вие не можете да не убедите дека за да се бориме против корупцијата треба да ги започнеме преговорите. Или пак дека тука има некаква разлика во идеологиите меѓу главните политички партии овде. Доколку се сите искрени дека ја сакаат таа борба против корупцијата, треба недвосмислено да дадат својата поддршка, а во моментот притисокот од медиумите, од цивилното општество, од опозицијата, како да не се доволни? Секогаш може да се бараат оправдувања, но јас мислам дека доколку сите заеднички застанеме на фронтот на таа борба, ќе имаме резултати и без да ги започнеме преговорите, а штом ќе ги започнеме, ќе имаме дел од задачите веќе завршено. Петковски? На овој фон? Ја би се согласил, значи во делот дека не можеме да и не е целисходно да ставаме врска помеѓу почнување на договори и нашата способност да се бавиме со реалните проблеми. Значи, преговорите, тој повеќе символичка работа, така, ќе добиеш пристап, тоа е прво. Прво е символичка, после ќе добиеш пристап до експертизата на Европска комисија. Тоа е процес што ќе трае, малце ќе размрдаш администрацијата. Меѓутоа, во однос на крупните задачи, не смеат политичките елити да го користат неотпочнувањето на преговори како изговор за неправење на нешто. Во однос на ниво на принцип се согласувам, мислам Наумовски со вас. Дали е тоа возможно да функционира? Искуство? Да, меѓутоа не може да функционира. Тоа функционира, видете. Нема политичка елита што е доволно инсентивизирана да си пука во нога. Така, знаеме дека ако може така се изразам, знаеме дека главниот плен во политиката во Македонија и во држави како Македонија е неказнивоста, така, да можете да средите на некого нешто, тендерите, да вработите некого и така натаму и така натаму. Ниедна елита, вклучувајќи ја и постоечката, таа што е сега на власт, не е доволно инсентивизирана, нема доволно мотивација да се ограничи, да се самоограничи. Самоограничувањето
Не е возможно. Можно е под притисок, под притисок од долу. Под притисок од долу елитите да се самоограничат. Кога ќе добијат порака, ја мислам дека има, видете, и негласањето е притисок од долу. И неучеството во изборниот процес. И не знам, и растот на партии што не знаете дали се леви или десни, на протестни партии, така како што гледаме, левица е протестна партија. Некои викаат дека е десна, некои викаат дека е лева, зема гласови од ВМРО, веројатно повеќе од колку што зема од СДСМ, се уште расте. Тоа е символ на пркос и тоа е символ на притисок врз елитиве нешто да направат. Не е тој артикулиран, можеби не им се допаѓа на сите. Меѓутоа притисок така функционира. И оние мали помаци или мали чекори не беа ни толку мали, дал беа и добри, што беа направени во Македонија со детронизирањето на Груевски. Се случија не затоа што опозицијската партија била премногу паметна или не знам премногу изиграла шахмат игра на ниво на политички елити, се случи затоа што народот стана, граѓаните станаа. Граѓаните направија притисок. Граѓаните направија доволно притисок да може да се таа политичка игра воспоставена, размрда и да се тај притисок на неа. Нема да има промени додека нема притисок од долу и апсолутно треба да се уклопи со притисокот и од ЕУ и со притисокот од странците кои што се заинтересирани тука да продаваат вредности. Домовски, ако треба да проектирате на среден рок, што би се случувало под среден рок, мислам на 2 години, да речеме, некакви. Во таа временска рамка гледате ли перспектива дека е можно сепак да се случи првата меѓувладина конференција? Јас можеби и премногу песимистички звучам за дел од гледачите. Некаде во втората половина од годинава со словенечкото претседателство мислам дека повторно ќе бидеме сведоци на еден обид како председавачи со Унијата, словенците да го привлечат вниманието и да го поддржат процесот на проширување, нешто слично што да бидеме реални го направи Бугарија додека председаваше со Европската Унија. Просете дури со оваа влада во Љубљана, бидејќи има многу дилеми околу тоа која е владата, што се нејзините интереси и така. Каков е нејзиниот однос, да речеме, кон елитата која што е на власт сега овде? Мислам дека кога се работи за процесот на проширување, тие идеолошки разлики помеѓу властите во државите членки и државите кандидати не се пресудни во формирањето на ставот кон процесот на проширување. Имено кога сте преседавач со Европската Унија, зборувате во името на целата Унија и приоритетите се дефинираат врз основа на ставовите и на останатите држави членки. Ама пак во Македонија ќе има локални избори, во Бугарија ќе има претседателски избори. Прашање е нели каков ќе биде исходот од парламентарните во Бугарија, дали до тогаш ќе има стабилна политичка влада и така натаму. Така што Словенија можеби може да ја сметаме за претседавач кој што ќе има интерес да го турка тоа прашање високо на агендата, но дали ќе биде тоа доволно е под знак прашање. Веројатно нема да биде доволно доколку немаме известна промена на позициите на Бугарија. Најпрво треба да видиме која влада ќе се создаде во Бугарија после предвремените парламентарни избори таму и да се направат оние првични контакти и испитувања таму. Ќе повторам, не би бил преголем оптимист. Ако е нова елита таму на власт, можеби ќе треба да го изводи сето тоа што го одеше претходната влада, за да стигнеме до момент кога можеби ќе се влезе суштински да се бара компромис. Оти нова влада значи и тоа. Точно. Влада составена од политички партии кои што досега не биле дел од власта во Бугарија, ќе значи дека тие ќе треба извесен период да се запознаат со прашањето, да ги разменат своите информации, да видат како се делува внатре во Европската Унија, иако во дел од политичките партии кои што се така наречени нови партии во Бугарија, има поединци кои што претходно биле дел од други политички партии, биле дел од властите. Мислам дека со една позиција каде што нема промена на позицијата во Бугарија, не би требало да бидеме преголеми оптимисти дека можат да се започнат преговорите до крајот на ова или пак дури и во текот на наредната година. Петковски, вие што мислите? Па годинава тешко, затоа што и во најдобар случај ќе има влада таму среде летото. Меѓутоа ќе треба некое време да
да се промешаат картите, како што кажа и на Умовски. И да го науча спорот, да се седне на маса, да се разговара. А од друга страна па е добро што ќе има нова влада, затоа што такви спорови се решаваат на почеток на мандат. Значи кога нема штета, и би било добро да не влезат тврдите националисти, како што не влегоа сега на овие избори во парламентот, затоа што знаеме дека огромен дел од проблемот они го катализира, тие го катализираа сега во декември. Гледате ли улога за новата американска администрација во сето ова? Апсолутно да, со тоа што мислам дека се уште е на автопилот во однос на Балканот. Сега пред кратко време објавивме еден извештај со пријатели од Сараево, американци, за компаративна студија за Македонија и Босна, каде што доста го дискутиравме тоа прашање и заклучивме дека и со новава администрација некако целата политика е ставена на автопилот, Таму иако би било шеф многу добро. за регионот, да. Иако би било многу добро некако посуштинско вклучување да се случи, затоа што искуство историско е такво да, мислам, секогаш американското вклучување било од корист. Умовски, вие гледате улога за САД? Па да, како што напоменавте, таму веќе... Вие сте поранешен амбасадор, дури во времето кога Бајден е потпредседател, така? Токму така, да. И тогаш потпредседател Бајден во таа една своевидна поделба на надлежностите го имаше Балканот. Токму така, да, Балканот. Тој како поранешен председател на Комитетот за надворешна политика во Сенатот беше вклучен уште од 90-тите години. Значи, тој лично можеме да кажеме дека добро го познава регионот, меѓутоа прашање сега колку тоа ќе биде во неговите приоритети. Во Стејт департаментот е најавена номинација, да, промена на онаа позиција која што се занимава со овие така наречени европски, евроазиски прашања. Повторно мислам дека ќе треба да помине извесен период и таму да се стабилизираат состојбите. Номинацијата е исто така на човек кој што го познава регионот. Да, точно треба да биде таа номинација, треба да биде потврдена во нивните процедури и после тоа да очекуваме некакво посуштинско влегување во овие спорови. Иако за волја на вистината ние уште минатата година имавме отворени јавни ставови на американската администрација и на Стејт департаментот поврзани со ова прашање, кои што ги охрабрија двете страни да направат напредок и кои што беа условно речено на наша линија дека овие билатерални прашања не би требало да го попречуваат процесот на проширување, но ете останува да видиме како тоа ќе се одвива таму внатре во наредните месеци. И само за крај, вие се согласувате ли со таа теза која што им се пласира главно на европските земји членки за тоа дека додека ЕУ е нерешителна, трети страни го користат тој вакуум простор и влегуваат и наметнуваат свое влијание во регионот. Препознавате тој тип на пенетрација овде? Пред се мисли на кинеско, на руско, па и на турско, па и на блискоисточно. Тоа би било на линија на оно што претходно го дискутиравме, дека се обидуваме да ги убедиме останатите држави членки, европските институции, дека треба да ја притиснат Бугарија. Тоа не би требало да биде дел од аргументите кои што ги имаме во разговорите со Софија. Но секако, отсуството на напредок во процесот на проширување отвара простор други држави да го прошират своето влијание и ние не би требало да ги обвинуваме за тоа. Секоја држава има за цел да го прошири своето влијание во области каде што може тоа да го направи. Петковски, за крај, Ципрас вчера варира на оваа тема една теза, вели да не беше договорот од Преспа, на север ќе имавме ситуација како во Либија и веројатно Турција ќе беше главна кај соседот. Добро, оне политичари многу добро знае како да скова наратив што резонира со грците, затоа што тоа е впрочем аргументот што го користеа. Знаете, во Грција ако сакате да создадете чувство на ургентност, ќе спомнете Турција, речете ако ние тука не попуштиме турците ќе влезат, ќе умаршираат и тоа некако резонира со популарната и народната имагинација. Мислам дека се тоа претерани
претирани квалификации, меѓутоа мощно успешни, особено во оваа политика на емотивни уцени нашиве политичари балкански што ја користат кон западот, кон ЕУ и кон американците, нели, спомнете руси, спомнете мислам, јасно е дека државите наши се проевропски. Јасно е дека огромен дел од граѓаните сакаат либерална демократија, сакаат отчесност, сакаат транспарентност и така натаму и така натаму. Но исто така е јасно дека сакаат и да се вакцинирани на време. Знаете, а од вредности само доаѓаат од Кина или од Русија. Нормално или од Србија ќе покажете така благодарност и ќе сватите дека треба да се игра на повеќе фронтови, така да се одржуваат добри односи со сите. Се надам дека беше интересна оваа дебата и за гледачите. Мене ми беше, морам да кажам, благодарам што бевте мои гости. Благодарам. По паузата е саботажата. Само затоа што не стана премиер, народниот правобранител отстапува од слоганот «Псе и јо» и бидејќи му е криво што не партиципира како предлагач во легислативната процедура, се наоѓа повикан да става забелешки и да дава свој суд за европските решенија предвидени во законот за легализација на дивоградбите. За мене е дискутабилно, проблематично и спорно. И според мене спорно е, дискутабилно е од правна, па ако сакате и морална гледна точка. Во бизнисот не важат никакви етички норми, туку идејата е да се направи профит. Таква е замислата и кога се имаат сите документи, а што друго би бил мотивот, кога нешто се крева на црно. Желбата на инвеститорите да покажат минимум разбирање се губи во одлучноста на власта правно да им овозможи неизино одбивање. Не можете ли барем малку да го одвоите, да речам метар до два? Ама тоа да го одвам ради желба нечија, има институции што дозволиле. Таа правна рамка што си е воспоставена вечно се обидуваат да искриват невладините. Ним никако да им се угоди, па и покрај јасно образложениот концепт дека преку легализацијата секе се препитоми. Тие на актуелните им покажуваат огледало во кое би требало да си ги видат предходниците. И неразумно со гневна реторика шират дефетизам во инаку среќното општество. Ние се уште живееме во држава во која што параметрите, основните параметри на политичката економија не се различни од пред 5 години. Така, само место Груевски го имаме заев. Место една клика имаме друга клика, можеме за нијансите да разговараме. Кој каков карактер бил и така натаму. Меѓутоа, структурно гледано, се уште имаме политичка економија, се уште имаме систем што произведува бес, што произведува лоши чувства и што не произведува доверба на луѓето во него. Оваа бесмисленост е апсолутно неточна, затоа што бес не може да предизвикува политички дил меѓу лидерите на две партии чии клиенти никогаш нема да им се спротивстават, туку по нивни налог ќе продолжат да го надградуваат тој систем. Едните сега молчат веројатно во знак на одобрување, ама другите, кои се поискусни, прецизно во редовите на бунтовниците, ги лоцираат виновниците. Ама има прашање зошто денес се јавија. Зошто денес се јавија, значи не реагираа на комисиска расправа, не реагираа на собраниска расправа. Постфестум е посигурно предпоставува. Јас пак мислам дека политиканство. Денеска Горан Јас Миневски тука би вели споменала затоа што пред да идам прочитав и некакво соопштение и од Левица, каде што и тие нас не обвинуваат. Па и Левица има можност да кажат забелешка да поднесат амандман. Токму така, но овие последните се со сумнителна ориентација. Па иако можеле имаат оправдување дека не го сториле тоа од презир кон се што е прозападно. Иако, како што тврдат некои бардови, кои се мислат дека го имаат светот на дланка, тоа наводно било спротивно на тие вредносни стандарди. Ако сме ние кандидати или претендираме да влеземе во Европската унија, ова што се прави од нигде го нема во Европа. Легализација на дивоградби. Знај зашто го нема? Затоа што нема дивоградби. Ете затоа ова е антиевропски и антицивилизацијски закон. Кој ме виновен што не знаат што е добро, но барем нивните граѓани не мора да очајуваат. Една од оние кои изгледа не ја сватија важноста на прилагодувањето на нашето со европското законодавство,
За разлика од вистинските политичари, политикански се спротивстави на можноста преку легализацијата да си увеземе и странски инвеститори. Во членот 8, каде што се зборува за документите што треба да ги достави субјектот за легализација, се вели дека уверение за државјанство за домашно физичко лице, копија од патна исправа за странско физичко лице. Замислете, тоа што странците не можат да го направат во нивните држави каде што владее правото, можат да го направат овде. И на крајот, уметниците, кои се космополити по природа, секогаш имаат што да му порачаат на општеството. Значи, јас читам сега диво месо, а вие слушате диво градби. Диво месо е верување дека ако некому му влезе влакно во грлото, околу коренот на влакното ќе се створи месо кое не е човечко и кое ќе расне и нарасне толкова да го угуши човек. Месото мора да се отврне со ногти, раната да се изгори со жар. Доста веќе се читаше диво месо. Редно е и да се послуша. Пријатно до понеделник во 22.